Вакви мешаници во овие јануарски студени денови може да се видат на сите железнички станици од Гевгелија до Јесенице. Нив ги прават регрутите кои заминуваат војска или пак, како што се работи во овој случај, та наши работници привремено на работа во странство, што сега, после новогодишните празници, заминуваат на работа. Што овие луѓе мислат и како размислуваат за својата татковина? Како гледаат на станите во неа? Со кои проблеми се среќаваат? Дали сакаат да се вратат? Како живеат? Што сме сториле да им биде поарно? Овие прашања и уште многу други, поставени и непоставени, многуте наши и нивни дилеми и проблеми беа повод за снимањето на оваа емисија. Јас дојдов за новогодишните празници да ги спроведам со мојата фамилија и да се развеселам и да ја видам мојата татковина. И понатак имам желба да се запослам во својата татковина и да допринесам за незе, а и кај што сум појден, пак да работам, а да мислам за својата татковина. Работниците особен интерес пројавуваат за мерките што се превземаат во врска со стабилизацијата на нашето стопанство и воопшто за ангажираноста на субјективните сили во акцијата што ја покрена Сојузот на комунистите на повикот од другарот Тито и извршното биро на председателството на СКЈ. Да, имав намера, со тоа и баш дојдов од Немачка ради да се запослям. Само они ми обеќаја да после март месецот да се запослям во Јелак Шик Тетово, у столарска работилница. И они ми обеќаја март месец и сега морам овие моменти да се вратам, да не би изгубил тие 2-3 месеца, знаеш, без плата. Па сега они ми обеќаја да ми пратат телеграм да се вратам во март месец. Со таа намера и си дојдов од Немачка да се запослям тука. Поголемата вклученост, за разлика од миналите средби на работните организации, придонесува конкретно да се информираат работниците за положбата на стопанството и можностите за запослување, со што барањата на дел работници да останат на работа во земјата се сведуваат во реални рамки. Јас сум 2 години таму и 2 месеца. Додека животот таму може да речеме дека и лош и добар. Али секако, ако би се пружила прилика за нашите работници, не само за мене, него сите ние би останали, не би иделе таму. Овде, ако најдам работа случајно, не би требало да се враќам още за Германија. Немам потреба. Во последните години од Скопје се заминати на работа во странство околу 5500 работници во повеќе земји во Западна Европа. Дел од нив се со квалификации, такви што му се потребни на скопското стопанство и со кои во секое време би можело да се запослат, што впрочем покаже последниот разговор во Заводот за вработување во Скопје. Годинава особено на работниците од повеќе работни организации им беа понудени работни места да останат во татковината, ако што беше радо прифатено од работниците. За илустрација ќе истакнеме дека автокаросерија 11 октомври прими 17, а е спремна да прими уште 50 работници. Исте и случајот со градежната оператива во Скопје, кој има потреба од високо квалификувани и квалификувани тесари, зидари, армирачи и други профили на градежни работници. Јас се викам Мистриловски Јагодин, како најпрво да почнем. Таму работата не е тешка. Само овдека, како обечава, сам тража работа, знаеш. Домашните не ме остават да идем во Немачка. Да тражам овде работа. Ја тражи работа, ми обечават за 2 месеца. Се моментално немам, просто по мојата струка електрохраниста. И овдека во Железара праша, после 2 месеца, таму во Игуновци, пошто Тетовска, Игуновци праша, се моментално нема. Тек во август да се јавам. А до тогаш ја што ќе работим таму? Треба нешто, некој динар се извади. А ние, пошто смо голема фамилија, треба некаде да се издржаваме. Околу овие разговори за повраќај и за послување во Скопје или во Републикава, потенциравме ние као завод да
brza šansa za poslovanje na nekvalifikovana работна snaga. Trenutno v Skopje ne дават nekoj garanciji da možemo brzo da ih zaposlimo. Trenutno i sam zavod, nekvalifikovana radna snaga, je prezasiten, samo Skopje je prezasiteno. Možno za brzo вработување да имат тие занимања кои се јавуваат тренутно или во цел период прошла година кај нас како дефицитарни занимања. То се од метална индустрија, високо квалификовани и квалификовани бравари, дреери, швајсери и други специфични занимања од металната индустрија. И слична положба имаме на дефицитарност и во областа на градежништво во градот. Многу е важно, ние и на овие саветувања се ги замоливме другарија кои работат тренутно во странство да врската измеѓу заводот и нас не е прекинуваат. Да исто така не е прекинуваат работата. Околку се заинтересирани да се вратат во Скопје брзо, ние сме спремни и обавезни сме да ги информираме благовремено во кој период и во кое време можат да најдат овде работа. Арнома сега, кад се врати јас на одмор, там у бирот се јави, имаме некоја средба там, значи, како таква, они кажа, значи, ако се појаве некоја работа, после, значи, дека ќе не повикат. Па понатам, не би знал и што да кажам, значи, ние... Карактеристика на досега одржаните собири во Републиката е 8 во неколку места, нивна масовна посетеност од страна на работниците, работениот карактер и конкретниот приод кон проблемите. А дали за тоа време, за новогодишните празници, присуствувате на некоја средба што се одржува со нашите работници? Јас не сум присуствувал, а они си одеа у другите села, а во нашето село не дојдова за тие работи. Јас за овие средби што треба да присуствуваме ние работници кои работиме во странство, јас не може поради домашни неки причини, имав проблеми, а и тоа не ми јави никој кога да бидам и што. Можеби ќе имав слободно време. И ќе следуваме во Германија и вложуваме во банката во Битола, во филијала Битола. Ние имаме организирана посебна служба во Франкфурт, која работи исклучиво за работа со нашите работници, за прибирање на нивните штедни влогови. За време новогодишните празници, еден голем број работници не посети доле во шалтерите и тие се заинтересирава во главном за неколку прашања. Основно прашање беше дали за своите заштеди они може да користат кредит и за каква намена кредит, и второ, дали нивните штедни влогови се загарантирани во Југославија. Кај штедите? Кај ги вложувате ваши здравословни? Најште ги вложуваме, ние ги пратиме во комунална банка, на штедна книжка во Куманово, мислим. Да. Во Југославија штедните влогови се гарантирани и то се гарантирани и од Федерацијата, и од Народната банка, а и тајноста на влоговите е исто така гарантирана во Југославија. Работам како обични работник во Германија. Присуствуваме овие средби наши таму, наши раководители кои долазат каде нас, не питат како и што сме. И не упознава со оние права, наши права кои ние треба да ги користиме. Југосбанка е склучила неколку договори со странски банки, специјално наменети за штедење на нашите работници. Така е со Западна Германија склучен договор со Bank für Gemeinwirtschaft. Тоа се двојазични штедни книжки кои важат во Германија, Западна Германија и важат исто така и во Југославија. Такви книжки се склучени и во Швајцарија со Швајцарисche Depositern und Kreditbank на 3 јазика, француски, германски и српско-хрватски јазик, и во Австрија со Genossenschaftliche Zentralbank. У социјална служба сам се обратил таму у Келу, за што они ми пружија помош и ми помага. И све во редо е било. Ја социјалните служби во Немачка не ги добро познавам, пошто не работам долго време и не знам баш каде да се обратам.
Додека во минатогодишните средби прашањето во врска со проблемите од социјалното осигурување беа скоро доминантни, во оваа година доста ретко се сршаваме со нив. Тоа пред се должи на следниве фактори. Организираното вработување на нашите работници преку заводите за вработување, постигнатата координација на работата на стручните служби на заедницата за здравствено осигурување на работниците и заводите за вработување, како и синдикатот, подобрената кадровска организација на службите за спроведување на конвенциите, информираноста и уходеноста на нашите работници за нивните права и постапката за остварување на овие права. Види, другар, вие не прашувате нас за нашето социјално осигурање како ми живееме во странство во Немачка. Ние сме овака осигурени тамо, значи во Немачка лично ми, а за нашата фамилија мало е потеже. Зашто јут 3 треба да добиеме, тој иде преку нашето градежно предпријатие Мауро и имамо испуси. Значи еден има случај за цела година неговата фамилија не е била опште осигурувана. Како например од мој колега од село Петралица е Илиевски Стевко, неговата фамилија благодарение што му била здрава, тоа е значи да биде осигурен, апсолутно не е могла. И сега чек више нашиот завод не има, еве Кумановци не ги приема например заводот, зашто? Вика, нек ви даде потврде, вика Маурото ваше, вика, ви сте продадени луѓе, вика. И вика, ми може да ви плаќаме социјално. А зашто е таа причина, ја не знам право. И покрај очевидните постигања на овој план, се регистрирани случаи, иако поретко, во кои работниците неблаговремено ги користат своите права, тоа обично се случува на оние кои одат на работа без посредство на заводите за вработување или на тие кои пред истекот на договорот за работа ги менуваат фирмите. Види, јас од 69 година уидех за Германија. Работам там, сега ми е таа треќа фирма, пребидејќи понапред беа една друга фирма, а сега сам од Тип-Топ за гуми фирма. Со завршувањето на средбите во синдикатите ќе биде изработен осврт, ништо ќе бидат оценети активностите покренати во овој период и проблемите што се јавуваат, односно нашата ангажираност во нивното решавање. Немamo никакви проблеми. Вие ли? Ти Не, лично? немам Немаш проблем. нищо, се ти е решено. Ја додимам и ни кажа дека може да се пријема од една работа одма, ако hoćemo да останемо. Ако hoćemo да останемо. Кој предпријатие? Палагонија. Проблеми има, проблеми нема. Може да биде така, но не е така. Затоа зборуваат и статистичките бројки. Самиот податок дека во 1971 година имавме околу 700.000 работници во странство, од кои околу 60.000 се од Македонија, е проблем што со себе носи и раѓа најмалку уште 700.000 проблеми. Поголеми или помали, но проблеми за работниците, за домашните, за целата земја. Но да се вратиме пак на статистиката. Југословенските работници кои во државите каде што работат оставиле преку разни даноци и други давачки околу 1 милиарда и 100 милиони долари, а заработиле 3 милиарди и 300 милиони долара. Значи, 1/3 од заработеното или колку југословенскиот нестоковен девизен прилив. Според истите сметки, нашите работници заштедиле околу 1 милиарда и 500 милиони долара, од кои во Југославија оставиле само 625 милиони долара. Значи, 3 пати повеќе останале во другите земји во нивните банки. Но не да размислуваме од 15 декември до 15 јануари, туку од 15 јануари до 15 декември. А во тој месец дена, кога работниците се тука, треба да работиме со нив конкретно. Зашто само зборови ништо не помагаат. Ајде, добар гол. Ајде, качувај се. Ајде.